бушеви глави. Рата е нешто што не го плаќаш одма, него на рата. Например, ние одиме, треба да му дадеме на некој човек 500 денари. И сега ние го прашуваме дали може да ти платам на рата секоја недела да ти давам по 100 денари, зашто има малце плата од работата. И он му вика, може, ако се согласи, и рече може. А ако не, треба веднаш да му ги даде тие 500 денари. И он ќе рече, ако рече може, тој секоја недела ќе треба да доаѓа и да му дава по една стотка. Кога ќе му даде он 500, тој ќе рече, фала што ми го даде парите, ти си вистински другар. Рата е нешто што го плаќаме, ама не постојано, само ако некој секој месец помалку. Рата е кога нешто треба да платиш и можеш, исто како на англиски што ми даваат сметки, и рата треба да уплатиш на време, можеби ќе ти дадат време. Не мораш толку на време и да закасниш, но треба да се плати, тоа е основно. Рата е кога ние треба нешто да платиме и не сме платиле англиски. И сега треба да го платиме англискиот на рати, бидејќи инаку така ќе не се насобере многу пари наеднаш, ќе го плаќаме на рати. Тоа е дел од некоја многу голема сума. И таа сума се дели на делови кои се викаат рати. И кога ќе ти дадат шанса да плаќаш на делови. Например, за англиски плаќаме на рата. Или за спорт исто така. Бушеви глави! Парати плаќаат, например, јас ќе одам на вистина на англиски јазик и учителката по англиски ни дава рати и татко ми и мајка ми ги плаќаат тие рати и ги даваат во банка. И наставничката ми зима и парите и вика платено, ете денеска сум на англиски. Еден месец една рата, друг месец друга рата. Да, тоа значи дека не даваш одма многу пари, него малку по малку. Дел од тоа што треба да го платиме. Например, ние не плаќаме веднаш за нашиот одмор, за ратување, туку го плаќаме на делови. Како например да платиш 100.000 денари на одмор, да платиш по малку. Секој месец по 100 денари. Или родителите плаќаат кредитни рати. И така нема да ни дојде да платиме све одеднаш. Бидејќи целиот курс е многу скап одеднаш да го плати. Бидејќи ние немаме толку многу пари. И секој месец плаќаш по еден дел. Така секој месец од септември до јуни нашите родители плаќаат на рати. И моите родители плаќаат на наш убав одмор. И така ќе ти дојде помалку за плаќање. Не плаќаат веднаш, бидејќи тоа е премногу скапо. Можеш да купиш кола на рати. Можеш да купиш и стан на рати. Но мајките се запишуваат која рата е платена, која не е платена. И тие што не се платени ги плаќаат одеднаш. Исто така, ако некои луѓе немаат толку многу пари за да купат стан веднаш, исто така го купуваат на рати. Можем да го исплаќам станот на многу години. Вау, што е рата? Рата е нешто што треба да се подели. Рата е посебно кога плаќам, мене ми е тоа омилено во последно време. Значи, кога немаш доволно кеш пари во тебе, ги имаш оние магични картици, што колку се добри, толку се лоши, ја делат сумата која што сакаш да ја потрошиш на неколку рати
Но за тоа се разбира дека си плаќаш некаква казничка која што се вика камата и која што е пулс од дадената сума. Бушави глави. Моја порака до сите деца, и до моите деца која што секогаш ја користам, да бидат весели, среќни и своји и секогаш да се борат да го остварат она што го сакаат, тоа да си ги остварат своите сни. Без разлика колку тоа е тешко или колку е тоа напорно, да уклучи својот дух, својата енергија за да ги оствара своите сни секогаш и да бидат весели, позитивни и да шират наоколу љубов и да се сакаат. Бушави глави!